Уште една убава иницијатива во продолжение. Гостин во Македонија наутро е Дуца Зврлевска, а темата е следна. Ќе го прочитаме воведот од соопштението. Местната заедница на село Лазарополе, Сдруженијето на поранешни жители на село Лазарополе и Сдруженијето за поттикнување на партнерство и развој на граѓанското општество Тордис со особена радост и задоволство ве поканува да продолжиме традицијата на берење нарцис преку одржување на фестивалот на нарцисот Лазарополе Цути 2024 година. Датумот е 25 мај. Добро утро за гостинката. Добро утро, благодарам на поканата. 10 години издржавте. Што се случува кога се бере нарцисот во Лазарополе? Кога се бере нарцисот во Лазарополе се ужива во обранувањето на нарцисовите ливади, со една огромна дружба и звук на зурла и тапан го означуваме символот нарцисот како знак на заштита на природата и заштитата на природното богатство. Како оди манифестацијата, што се случува од почетокот до крај? Значи, ние почнавме 2015 година. Секоја година има свое мото, кое што го одбележува самиот период на случувањето на манифестацијата. Започнавме со првото мото, што мора да се каже: лебот го храни телото, но нарцисот ја освежува душата. Тоа чувство ние до ден денеска го влечеме. Од 2015 денеска славиме, односно сега на 25 ќе славиме 10 години. Се трудиме преку нарцисот да заштитиме таа природа, да заштитиме флората и фауната, да го заштитиме животинскиот и растителниот свет. Но самата манифестација е манифестација која што веќе секоја година е се попосетена и попосетена. Да, имаме инсерти, може да видиме во меѓувреме додека оди разговорот. Кога почнува на 25 и кога завршува во текот на денот? Започнуваме со звукот на зурлата и тапанот во 10 часот. Го повикуваме населението и гостите. Оваа година имаме огромна посетеност и најава на повеќе посетители од Велес, од Битола, од Прилеп, од Ресен. Со задоволство ќе ги дочекаме. Традиционално, значи, рековме, после 30 години, сега веќе 35-40 години, ја возобновуваме самата манифестација за берење на нарциси. Начин на дружење помеѓу населението. Одат на ливадите, со песна, берат нарциси, се дружат, го возобновуваат самиот символ на заштита на природата. Она што денеска го забораваме. Споменувате во соопштението дека поради најавена голема посетеност има посебен сообраќаен режим? Да, има, значи, доколку има повеќе автобуси, доколку има повеќе возила. Ние тоа ќе мораме да организираме заедно со полицијата од Дебар, за да може да се организира до негде, ќе може да бидат паркирани возилата, но понатаму на кај ливадите ќе мораме тоа да го ограничиме, за да може да има пристап слободен. Па да, и целта е тоа да се заштити природата, нели? Ги потсетувате љубителите на природата да се почитува природата и да се однесуваат совесно, да не оставаат ѓубре зад себе, отпадоците да бидат одлагани во црните кеси кои што ќе бидат поставени на местата за отпад. Што се прави во овој регион со оглед на тоа дека сте инволвирана во случувањата таму? Што се прави на тема заштита на природата? Во теке од страна на Министерството за животна средина донесување на студија за ревалоризација на Националниот парк Маврово. Се уште не е репрогласен, значи имало мало спорото околу зонирањето. Имаме 3 зони на управување, нели, зелена, портокалова и црвена во однос на заштитата. Во моментот очекуваме таа да се заврши, да може да се донесе соодветен закон за заштита на Националниот парк Маврово. Она што е многу важно, што мора да се каже во овој период, е што ќе биде репрогласен и актуалниот закон за природата влијае и одлучувачки, но Министерството за животна средина во соработка со Global Conservation и Македонското еколошко друштво започнаа постапка за дополнување на студијата за ревалоризација, која што беше изготвена 2012 година од страна на Oxfam компанијата. Ние ги следиме нивните чекори. Воедно можам да кажам дека од оваа година започнуваме местната заедница на село Лазарополе, започнува со отварање на канцеларија за заштита на природата и природното богатство во село Лазарополе. Да, со оглед на големината и популарноста на село Лазарополе и бројот на жители и статусот што го уживаат дел од жителите во Лазарополе, ова село ги има сите предуслови и услови за развој на селскиот туризам, руралниот туризам, иако не е баш рурално селото во последно време, нели, со сите изградени нови куќи.
Кои се насоките што ги спроведувате, односно спроведувате ли нешто во таа насока за популаризација на селото и за привлекување и инострански туристи, еве со овој и со слични вакви настани, бидејќи ваква природа ретко каде има? Па на светот може да кажеме слободно. Ретко каде има и она што морам да го напоменам е овие нарцисови ливади се ендемски вид на ливади. Ние таму имаме ендемски вид на растенија, ендемски вид на животински свет. Само тука предел, во самиот национален парк Маврово, во самиот национален парк, ова ќе морам поточно да го прочитам за да бидеме во тек, има голема разноликост на релјефот. Националниот парк Маврово се одликува со извонредно флористичко богатство. Значи вака имаме 12 ретки растителни видови, а во границите на паркот се сретнуваат уште 33 видови растенија кои што се многу ретки во однос на останатите делови на Македонија и исто така и во Европа. Останатите делови на регионот и на светот. Тука морам да го спомнам и животинскиот свет, значи имаме 140 видови птици, од кои што позначени се сивиот сокол, орелот, крстач, сурогот и другите, шумски ут, и да не ги заборавиме ретките мечката, рисот. Значи, тие ни се дивокозата ендемски вид, рисот е во изумирање. Значи, имаме баш на Националниот парк Маврово, го имаме ние рисот. Што правиме во однос на прашањето што го поставивте? Значи, самата манифестација е тригер за зголемување, за развој на туризмот во самото село Лазарополе. Значи, ние го имаме хотелот Калин, го имаме сега, имаме и апартмани тага за југ. Воедно се продолжува манифестации кои што го поддржуваат се Лазарополе Цути, креативен викенд, имаме Лазаровска именден, селски прослава Илинден, кога се собираат многу мештани, имаме посетители од Холандија што доаѓаат секоја година доаѓаат и на тој начин ние успеваме да го рекламираме и да го поддржуваме развојот. Но ни треба поддршка, голема поддршка, воедно ни треба и од локалната самоуправа, бидејќи ние официјално немаме местна заедница во правен него смисол, него имаме поддршка од здруженија кои што го поддржуваат самото управување со селото, кое што треба да се санирате водовод, патната инфраструктура и така натаму. Има ли реакција кај македонците и кај посетителите од странство? Доаѓаат ли за време на манифестациите? Да, доаѓаат. Се создава ли гужва? Има ли метеж? Има ли гужва, џаго? Има ли деца кои што би требало да се запознаат со природата? Еве нашите да знаат од каде потекнуваат, со какви богатства располага нивната ние една година самото мото на манифестацијата беше она што го наследивме, да им го предадеме на другите генерации како што сме го добили. И уште во подобра форма би требало да го предадеме, затоа што животот оди напред, нели? Осовременуваме во сите аспекти. Оди напред и ние мораме да им го пренесеме на нашите млади. И ова воедно представува и повик да ги повикаме младите да се вклучат интензивно во зачувување, во организација и во самите манифестации кои што ги организираме. И бројка на посетители која што ја очекувате, имате ли некаква представа? Мислам дека не можам да предвидам, но мислам дека ќе има минимум 300 луѓе, минимум, можеби повеќе. Индивидуално земено, можеби со семејствата, можеби со пријателите. Секако и со семејства и со пријатели, баш во хотелот има најава на повеќе гости. Ние сите фамилиарно ќе имаме посета, значи замислете, во секое семејство ќе има негде по минимум 10 гости. Денот почнува, рековте, во 10:30. Почнува во 10. Каков е распоредот на активност? Во 10:15 со звукот на зурлата започнува. Се собираме, затоа е напоменато сред село, центарот на селото, и заедно сите одиме пешки кон ливадите. Стигнуваме околу 11 часот во ливадите и таму со звукот на зурлата и тапанот се ужива во полето на нарцисите. Велам ужива, ние тоа не може да го пренесеме, значи ние го чувствуваме, па и вака го велиме ужива, но тој што ќе дојде може да го почувствува. Се берат нарциси, имаме со звукот на зурлата и тапанот, ора се играат, има мала закуска, имаме и донатори, некои со сиренце лазорско, со некои си мали кетеринг, што ќе биде поставен на самите ливади, луѓето што доаѓаат барем нешто да се окрепат и после тоа завршува манифестацијата и сите одиме по дома и таму продолжуваме со ославењето. 13 часот се до 13:30. Па тука е доволно за да почнеме и продолжиме и после тоа во домашните услови. Дуца Зврлевска ова утро, гостинка во Македонија наутро, Лазарополе Цути 2024, 10-то издание на фестивалот на нарцисот. Ви благодариме што благодариме на вас. Ви благодариме што издвоивте време да дојдете и да ни ја
презентирате оваа пред се благородна манифестација која што се организира во Лазарополе, да се надеваме дека оваа епидемија на вакви настани ќе се расшири по сите наши села и дека ќе оживее македонското село. Секако. Само јас да не заборавам, требаше да биде присутен и председателот на местната заедница Андо Стојковски, но од оправдани причини не можеше да пристигне. Ќе го поздравиме. Кога ќе заврши фестивалот, може да повелите да после тоа ќе да дојдеме регистрираме, да видиме што се случува. Исто така морам да спомнам дека оваа година имаме поддршка од Министерството за култура, а компаниите кои што ќе ни бидат поддршка ќе ги објавиме после манифестацијата. Благодарам уште еднаш за учеството.